Наместо да дискутира за ерозагадувањето, скопскиот градоначалник Петар Шилегов играше игра на својот мобилен телефон. Додека Владко Ѓорчев говореше на комисиската расправа, Шилегов воопшто не беше заинтересиран за тоа што има да каже пратеникот од опозицијата. Ова загадување кое што го чувствуваме во Скопје, се чувствува и из цела Македонија. Конкретно ќе спомнам неколку градови. Куманово. Но Шилегов не успеа да додржи до крајот на дебатата, па пред време ја напушти салата во која се одржуваше комисиската расправа, иако таа се уште траеше. Инаку на комисијата беше присутен и заменикот министер за животна средина, Јани Макрадули, кој истакна дека треба да се влезе во домовите и да се објасни дека некои енергенси имаат голема улога во загадувањето. Тој во своето излагање на денешната јавна расправа во Собраниската комисија за транспорт и врски презентираше информации дека минатата година најголемиот дел од деновите загадувањето било на пониско ниво од дозволеното. Никој не ги прашал од академската заедница, од Шумарскиот и од Земјоделскиот факултет. Луѓе, имате решение, знаете вие. Вирее палма во Скопје. Повторувам, 1700 садници знаат да произведат. Науката за исто пари, колку што се дадени за 18 палми во Скопје. Почитувани, борбата за здрава животна средина и чист воздух, реков, не трпи популизам. Не се прави со фейк ньюс, со свесно креирање паника, нити воздухот ќе биде чист, нити ќе ќари некои политички поени. Затоа замолувам, апелирам на заедничка акција, заедно да се пуштиме по домовите, да им укажеме дека начинот на загревање им штети најмногу на нивните деца. Пратеникот Ѓорчев пак во својата презентација користеше информации од извештај на меѓународните организации според кои Македонија е најзагадена земја во Европа, но тие податоци се однесуваат на 2015 и 2016 година. Имаме гарнитура која што дојде со сериозни ветувања, која што велеше од билбордите преземаме итни мерки за чиста вода и чист воздух, на која што и помина речиси половина од мандатот на државни ниво, повеќе од една година на локално ниво, каде што се донесе план за живот во Македонија. Граѓаните на Скопје никогаш не биле поразочарани од својот градоначалник, а истото може да се каже и за градоначалниците на аеродром, кој што од чиста стана вонредно валкана општина, општина која што не може буквално ниту да го собере ѓубрето. Исто е со кисела вода, исто така и со центар, каде што во најава на мораториум сега се најавуваат огромни развојни проекти од кои што јавноста не може да се начуди, а се ветуваа паркови или зеленила. Истото се однесува на општина Бутел, истото за Газибаба, истото за Карпош, истото и за Ѓорче Петров. Мишела Ришарлис, директорка на Бордо Метропола 2050, во интервју за МИА вели дека промените може да настапат во интервал од 15 години. Проблемот е што додека тој е градоначалник се е во ред, но кога следниот ќе дојде, постои ризик да ги изнегира сите политики кои ги направил претходникот. И тука е во суштина проблемот. Треба и следниот градоначалник да ги продолжи, вели Шарлис.